Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Изборната трка заврши во Прилеп. Прилеп во првиот круг од изборната кампања избра. Иден градоначалник на Прилеп е Дејан Продановски од ВМРО ДПМНЕ. По изборите, како изгледа идниот совет на општина Прилеп? Се реконструираат спортските игралишта во населбата Точила. Пронајдена рачна бомба при ископ на улица Крушевска. Од спортот, ракометарите на Прилеп со голема разлика изгубија од екипата на Охрид. Кога ќе се одиграат одложените фудбалски надпревари поради изборите од 9-то коло на втората фудбалска лига. Времето е денеска студено со сончеви периоди во текот на денот и температура до 23 степени. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Локални избори 2025. Прилеп во првиот круг од изборната кампања избра. Иден градоначалник на Прилеп е Дејан Продановски од ВМРО ДПМНЕ, кој со 16.455 гласа, близу 10.000 повеќе од кандидатката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Петра Лукаровска, ја издвои победата. На денешното гостување во Радио Пела, во видеопрограмата Радио што се гледа, Продановски ја даде и првата изјава. Барам и ја користам приликата да сите советници учествуваат во спроведување на програмата. Се надевам дека ќе имаме и конструктивни предлози и дека ќе имаме конструктивна опозиција која што ќе биде коректор. И покрај тоа што имаат мал број на советници, меѓутоа мојата идеја и визијата од старт и така беше цела кампања дека сите мора да заеднички да учествувам во поправањето на сите околности во градов. Нема исклучоци тука. Секој кој што е спремен да учествува и да помага е добре дојден, без разлика на неговата политичка проминенција. Мојата визија беше да работиме во интерес на градот. Почнувам од денеска со таа мисија. Секој е добре дојден да помогне и да направиме од Прилеп едно побаво место на живење. Не е ова декларативна изјава само за да се победи на избори. Еве денеска и на првиот ден, на првиот час, на првото мое појавување користам приликава да испратам оваа порака. Прво до сите граѓани, а понатаму и до сите политички чинители, беше што беше. Изборите завршија, сега ни останува само да работиме во интерес на градот. Денеска дел од кандидатите за градоначалници ја честитаа победата на Дејан Продановски и ВМРО ДПМНЕ. Кандидатката за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз Петра Лукаровска му честита на Продановски со надеж за подобар Прилеп. На новоизбраните советници таа им посака успешна работа, носење одлуки што ќе значат подобар живот за сите прилепчани. Советничката група на СДСМ и коалицијата ќе остане гласот на граѓаните, конструктивна опозиција и одговорен коректор на локалната власт, истакна таа. Честитки до кандидатот за градоначалник Дејан Продановски упати Емил Јанески од ЗНАМ. Председателот на движењето ЗНАМ на пресконференција му е честита победата на Продановски и му посака успешно спроведување на одлуките за развоен Прилеп. Истовремено, сакам да им посакам успех на новоизбраните советници, како и на новиот градоначалник на општина Прилеп, Дејан Продановски. Да им честитам на сите оние кои што собраа храброст и изнесоа својата понуда пред граѓаните на Прилеп, а тие го кажаа својот глас. Истовремено, сакам да упатам апел
до политичката партија Левица целокупниот свој човечки потенцијал да го стави на располагање на новата локална самоуправа. Изборите завршија, критиките си ги упативме, граѓаните го кажаа своето, време е сплотени, сите заедно, да придонесеме со сиот свој капацитет за поубав Прилеп, за помодерен Прилеп, за позелен, почист Прилеп, да го вратиме спортскиот живот во Прилеп, културно-уметничкиот живот во Прилеп. Сето ова можеме да го направиме само заедно, никако разделени. Тоа го направи и независниот кандидат за градоначалник Ѓорѓе Игески. Тој во порака на Facebook им се заблагодари на сите што ја дадоа поддршката за него и му е честита победата на Продановски. По изборите, како изгледа Советот на општина Прилеп? Според аналитичкиот центар на ВМРО-ДПМНЕ и според анализите на Државната изборна комисија во идниот состав на Советот на општина Прилеп, ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата освоија 17 советнички мандати, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата 6, Левица 3 и Движењето Знам 1 советничко место. Според информациите од Државната изборна комисија, од 98% обработени податоци за Советот на општина Прилеп, ВМРО-ДПМН освои 14.784 гласа или 50,2% од гласачкото тело кое излегло на избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија 5.317 гласа, Левица 2.933, Движењето Знам 1.370, МАК Ера трета 769 гласа, а останатите 1.951 глас. Локални избори 2025. Започна реконструкцијата на спортските игралишта во населбата Точила. Денеска на увид градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски заедно со идниот градоначалник Дејан Продановски. Денеска се најдуваме во населба Точила, каде што се започнати реконструктивни активности. Пред неколку денови беше во посета министерот за спорт Борко Ристовски, кој што вети дека постои проект и ќе започне проект за реконструкција на постоечките спортски терени, односно едно одбојкарско игралиште, кошаркарско и фудбалско, кои што комплет ќе бидат реконструирани и плюс ќе биде изградена една фитнес зона. Со тоа го одржуваме зборот дека навистина Министерството за спорт посветува внимание во секоја општина да не само да реконструира, него младите да имаат катче каде што ќе можат и да се рекреираат и да прават активности од секој домен на спортот. Благодарност до владата и Министерството, каде што навистина секоја општина со свој предлог, проект може да ги збогати секоја населба да добие еден терен како што е овој. Еве денеска се наоѓаме токму нова место каде што со интензитет се започнати градежните активности, реконструкција на трите постоечки игралишта, одбојкарското, кошаркарското и игралиштето за мини фудбал. Во најава е изградба на фитнес центар кој што би се најдувал овде и полека ова катче кое што представуваше едно сериозно место за игра и спортски развој на жителите овде на оваа голема населба да добие една друга димензија. Понатаму продолжуваме со реконструкција и хортикултурно доуредување и заживување на ова место и навистина стане едно од најубавите места во кое што нашите граѓани, особено жителите на оваа населба, би уживале во следниот период. Од полицискиот билтен пронајдена рачна бомба при вршење на ископ на улица Крушевска. Вчера во 12 часот и 35 минути во полициската станица во Прилеп било пријавено дека при вршење ископ на улицата Крушевска во Прилеп била пронајдена рачна бомба. Од екипата на пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување бомбата е безбедно подигната и констатирано е дека се работи за рачна бомба од француско потекло од Првата светска војна. Ракометарите на Прилеп беа немојтни пред налетот на Охрид.
Ракометарите на Прилеп беа безпомошни пред налетот на силниот противник Охрид. Без особени проблеми, охриѓани во Прилеп запишаа триумф со 16 гола разлика. Прилеп Охрид на полувреме 10-19. На 25 октомври в сабота ќе се одиграат одложените фудбалски надпревари поради одржување на локалните избори овој викенд. Од деветото коло на втората фудбалска лига Победа патува во Струмица со Беласица, а Големо Коњари игра во Големо Коњари со Брегалница. Во третата лига Југ надпреварите се закажани за вчетврток, 23 октомври, а во четвртиот ранг општинска квалитетна лига Прилеп од петото коло надпреварите ќе се одиграт на 26 октомври. Временска прогноза. Времето денеска студено со сончеви периоди во текот на денот и температура до 23 степени. За утре метеоролозите најавуваат без промени. Утринските температури до 8 степени Целзиусови, а дневните на 20 степени. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.